Може? Добро, и официјално, добар ден на сите. И искрено многу ви благодарам за вашето присуство денес. За жал не се присутни сите членови на работните тела, меѓутоа сметам дека ќе можат да го погледнат овој пренос на Комисијата за безбедност и следниот состанок да ни се придружат. Сакам, почитувани присутни, да знаете зашто е пред се свикана оваа комисија на ваков начин и во овој состав. Ние, како избрани представници на граѓаните на независни, слободни и демократски избори, имаме обврска да го застапуваме правото на граѓаните и да постапуваме по сите нивни барања. Преку нас, а преку нашата надлежност да во рамките на овој совет и со следење на она што деловникот ни го возможува, односно преку вас како работни групи повремено избрани согласно членовите во деловникот, значи и вие на некој начин веќе добивате мандат и своевидна одговорност да одговорите на барањата на граѓаните. Сите заедно, како Општински совет за безбедност, како Комисија за безбедност и како повремени работни тела формирани во рамките на овој совет, имаме обврска да постапуваме по барањата на граѓаните, а во смисла на подобрување на нивната безбедност кога се во прашање здравието, безбедноста во сообраќајот, животната средина и се што нели произлегува од тоа. Посебно сакам да се заблагодарам на присутните представници од секторот за внатрешни работи кои секогаш нели одговараат на барањата, да се заблагодарам на делот од администрацијата кој што е присутен тука, затоа што и да кажеме ние, како советници или како работни тела, доколку вие како дел од администрацијата не го пренесете на вашите раководители на секторите и при тоа не биде спроведено преку таа планска и проектна програма, тогаш ја губи својата смисла. И посебно сакам да се заблагодарам на судијата, на господинот Александар Филипов, кој што лично ми се обрати и сакаше да присуствува при првата наша средба, затоа што неговото животно искуство како судија, голем дел од неговото професионално искуство е токму на оваа проблематика. А верувајте, доколку на проблематиката на сообраќајните незгоди, ако добро нели ве сватив. А верувајте дека оној кој што не видел предметни списи од случај на сообраќајна незгода, за жал можеби и не разбира што значи безбедноста на граѓаните за општеството. Се вели дека не сме безбедни во сообраќајот ако има и една жртва во сообраќајни незгоди. Јас нема да должам, не сакам да нели се сведе на нашите обврски и на она што нели ние како повремени работни групи, комисија и Општински совет за безбедност треба да го направиме, ние тоа јасно е дека ќе го работиме. Сакам секој од вас да даде придонес на овој денешен состанок во насока на тоа како, затоа што дијагнозата лесно се поставува. Сега сите заедно да излеземе на улица, дијагнозата ќе ја поставиме. Меѓутоа, многу е битна терапијата. Сите ние сме тука за да дадеме терапија и за да покажеме и дадеме мерки со кои што ваквата состојба ќе се подобри. 4 месеци веќе, како се формирани овие повремени работни групи, јас очекував дека пред се представниците од општинската администрација ќе се тие кои што ќе ја иницираат средбата, затоа што пак ќе повторам, затоа што е многу битно. Ако општинската администрација ни своите структури и сектори тамо, овие наши мерки, забелешки, оваа наша терапија не ја спроведе, тогаш нема да имаме резултати. Она што, значи, 4 месеци со овие тела формирани, материјал е доставен по однос за работа на работните тела, значи, се што можевме, ние направивме, но она што посебно ме испровоцира и затоа е денес, токму денес, закажана оваа седница, тоа е извештајот на секторот за внатрешни работи, бројот на загинати жртви и нотираната причина за случувањето на сообраќајните незгоди. Причината за случувањето на тој број на сообраќајни незгоди е
постојната состојба на уличната мрежа и недоволната сообраќајна сигнализација. Како недоволна, така и лоша состојба. Значи, тоа, според извештајот на секторот за внатрешни работи Битола, е основна причина за случувањето на сообраќајните незгоди. А пак, уличната мрежа и сообраќајната сигнализација се во надлежност на општината. Токму заради тоа, како Комисија за безбедност, како председавач на таа комисија, моја обврска е да ве состанам сите вас, да ги видиме насоките, како секој од вас размислува дека треба да делуваме, да извлечеме еден заклучок кој што подоцна ќе биде спроведен низ институцијата градоначалник и совет на општина Битола. Благодарам. Како што го видовте и дневниот ред, и не значи толку сега стрикно да мораме да одиме по дневниот ред, едноставно, јас пред малку дадов информација дека потребно е да почнат да работаат повремените работни тела на Советот. Тоа се работното тело за пешачка инфраструктура, велосипедска инфраструктура и достава на стоки. За жал, од некои од работните тела, па дури и од иницијаторите тука не гледам никој, меѓутоа ќе им биде проследена информацијата. Јас сакам, ако дозволите, да го поканам судијата Александар Филипов, за да уште малку поблиску го доближи до сите нас значењето на оваа проблематика за граѓаните на општина Битола. Повелете, судија. Дали ќе може да го снимаме ако седи од место судијата? Може од место. Благодарам, пред се искрена благодарност на професорката, која што ме покани на овај состанок, а како представник на училиштата, и тоа средните училишта и основното училиште доктор Трифун Пановски во Битола. Имено бев задолжен од страна на овие училишта да доставам едно писмено барање со образложение во смисло на тоа како би се спречиле понатамошни негативности во однос на учесниците во сообраќајот. Ние сме сите учесници во сообраќајот, бидејќи јас од мали години, од 6-7 години, бев правен во основно училиште доктор Трифун Пановски, па гимназија, па направниот и така натаму, учествував во различити секции во однос на безбедноста на сообраќајот на патиштата, добро се, да не ми фалба сум освоил први места и така натаму. И како задолжение на директорите, односно на родителските совети, бидејќи имам два внуци кои што учат во доктор Трифун Пановски во Битола, сум бил сведок, верувајте, на сообраќајни несреќи кои што се случувале баш на самите пешачки премини, каде што нашите, вашите деца, вашите внуци учат во овие школи. Имено во 2008 година, имаше тешка сообраќајна несреќа, точно пред пешачкиот премин на гимназијата Јосип Брз Тито, и благодарение под наводници, да речем, на дрвото кое што беше на неколку метра од самиот пешачки премин, едно девојче не загина, но остана траен тежок инвалид. Пред известно време, вие може знаете дека професорот по физичко воспитување, борче од Ѓорги Сугарев, кој беше и фудбалски судија, беше удрен со двете внучина баш на овој пешачки премин горе кај што е албанската азбука за одење во доктор Трифун Пановски. Навистина тој одма не загина, ми дека последица на тој, еве по последна година дена, последица на тој настан веќе и почина. Са трагите за тој настан, последиците се тешко за докажување. Во овој контекст сакам да напоменам дека први на браникот на безбедноста се работниците на полицијата, службените лица на секретарот за внатрешни работи Битола, односно се разбира и во цела Македонија, кој што еве гледаме и самите сме сведоци дека постојано поставуваат полициски групи, полициски службеници, постојано поставуваат радари, меѓутоа
тоа се должи најповеќе и на нашата недисциплинерост, не на сите, во сообраќајот. Јас го образложив ова писмено барање, во кратки црти ќе ви го образложам и вас. Согласно член 348 став 1 и 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, во кој што член е предвидено дека режимот на сообраќај на патиштата, магистрални и регионални патишта, врз основа на сообраќајен проект со решение го утврдува Министерството за транспорт и врски по претходна согласност од Министерството за внатрешни работи и јавното претпријатие за државни патишта, а за локални патишта и лица општината, односно на градот Скопје. Значи, исклучива надлежност за сето ова е на општината. Општината е исклучиво надлежна да може да го регулира начинот пред пешачките премии воопшто за сообраќајот. Поради тоа, знаете, децата се нашите најмили, децата се во онаа возраст, во основното училиште, а и во гимназијата, каде што не можат доволно да го сватат значењето, согласно нивната возраст, да го сватат значењето на мерките за безбедноста. Така да, ако во случаевите, ние стално ги советуваме како родители, како дедовци, баби, во случај кој еден, тој несовесно на возачите, едно возило застане, автоматски другото возило го заобиколува и обавезно тука настануваат големи сообраќајни несреќи. Затоа апелирам, без да ги елаборирам одредбите од овој член или значењето на изразите согласно Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата, познати на сите што е пат, што е јавен пат, што е некатизиран, што е државен пат, сметам дека постојат сите законски услови да на пешачките, пред пешачките премини се стават или се превземат мерки за безбедноста на сообраќајот на дечината, така да се изразам. Во конкретниот случај, бидејќи овој е јавен пат, исклучива надлежност на општината, каде што мислам и моје мислење, а ова е во контекст и во дослуг и советување со директорите на сите овие училишта, подносители на ова барање, да можат да се постават не само што има сообраќајни знаци, него да може да се постават препреки во рамките на она што се вели закон. А тие препреки, мислам, на сите ви се познати, на одделни делови во градот ги има, како што е улицата Васко Карангелевски или улицата према железничката станица, каде што и таму учат, имаме средна школа и така работи, односно така наречени лежачки полицајци. Во дискусија со многу стручни лица, јас сум имал прилика да се имаат и во предвид и околностите во смисол на тоа да навистинема тука, да речеме, се случува пожар, се случува брза помош, не се случува брза помош неколку пати во денот, али сепак овие се 3-4 критични места, критични пешачки премени кои што мислам дека треба да се заштитат, сите да донесеме допринос со своите дискусии во сето ова, и мислам дека постои и текако законска можност, бидејќи Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата предвидува ова што реков ја за лежачки полицајци или слично, се разбира во сооднос со Министерството за внатрешни работи, во сооднос со сите вас, да се изнајде решение да ги заштитиме животите на нашите деца. Јас толку од дискусијата, ако произлезе нешто, би можел да се произнесам. Ви благодарам. Така, и јас ви благодарам вас, почитуван судија. Дали некој друг од присутните сака да земе збор? Повелете. Представниците од Општинскиот совет за безбедност, од секторот за внатрешни работи, од работните тела, од јавното претпријатие за проектирање, или како една дигресија, па да ве воведам, можеби да ви дадам инспирација за дискусија.
Дали сакам и вие да знаете, меѓутоа јавноста да знае, дека во изминатиот период на проектна документација, во која што проектна документација се и низа на проекти токму за оваа проблематика, за решавање на смирувањето на сообраќајот, се потрошени околу 1 милион денари, 1 милион евра, 6 милиони денари, пари на граѓаните. Јас на една од седниците поставив советничко прашање до градоначалникот. Писмено ми беше одговорено и дадена ми оваа листа на проекти кои што се изработени во рамките на општината, значи општината ги нарачала, проектантите, надзорот, тоа се завршиле и тие проекти не се имплементираат. Па еве би сакала, нели во поглед на тоа, можеби представникот од јавното предпријатие за проектирање. Има тука и наведени се голем број на проекти за режим на сообраќај, за смирување на сообраќај, сообраќајни студии. Каде е проблемот? Вие ги работите проектите и каде е проблемот? Тука завршва. Тоа е уште еден податок дека го немаме потребниот проток до изведба на проекти. Или пак при изведбата надзорот не ја врши својата работа, па често и голем број на случаи имаме кога проектите не се реализирани онака како што проектот предвидува и ја губат својата функционалност на терен. Така да, кога нели ја започнав мојата должност тука како советник, свесна за она што еве имам професионално некое искуство, па го искористив, свесна за тоа дека немаме исход од она што граѓаните го плаќаат, се прават проекти кои што или се лошо изработени или не ја доживуваат својата завршница и немаме ефекти од таквите проекти, дадовме иницијатива за формирање на овие работни групи, за да овозможиме, нели, со поддршка на институциите, со поддршка на локалниот совет за безбедност, со поддршка на заинтересирани граѓани, да овозможиме да тргнат работите, да се види кои се тие проекти кои што веќе постојат, што може да се искористи од тие проекти, кои измени да се направат, за да, нели, почнат граѓаните или како што и судијата нагласи нашите деца, барем во зоните за домување, да чувствуваат поголема безбедност. Ќе ве молам, еве, како представник на јавното предпријатие за проектирање, ако може да не малку подетелно запознаете со за што станува збор. Посебно за проектите за смирување на сообраќај? Или комплет за... Не, имаме многу различни што ги работиме. Ај за смирување на сообраќај, пошто со таа тема почнавме. Значи, исто и вие бевте присутна. За сите училишта се боревме да изнајдиме некое решение. Меѓутоа, она што се покажа како на Васко Карангелевски, не е добро решение. Јас го работев проектот по ваша иницијатива, по се покажа дека не е добро решение, мора да се преработи. Зошто не е добро решение? Пак ги заобиколват. Немаме дисциплина како... Не е имплементирано комплетно. Значи Не е предвидено разделување на линии во проектот. Нема пешачка ограда само, друго е имплементирано. Возачите ги заобиколват. Исто и пред технички факултет и пред медицинско. Полошо направивме. Моментално, значи мораме да ги преработиме. Ворете, се тргне од некоја нула точка, кај што веќе имаме некоја основа за понатаму. Започнати се проекти пред техничко училиште, Цел булевар, Даме Груев училиштето, меѓутоа немат завршница, пошто побарав информација со кој мерки ќе одиме за смирување. Дали ќе одиме со оптички линии, дали ќе одиме со звучни ленти, дали ќе одиме со... Пошто не можеме сегде да ги примениме истите... Не може само лежачки полицајци сегде да ги наредиме како... Да, тоа е веќе случна проблематика. Има низа на мерки, пакни диети и друг тип на мерки кои што може да се применат. Тоа сигурно во согласност се види со секторот за внатрешни работи и за кои што
најпрво мислам инвеститорот, пошто како инвеститор е општината, најпрво инвеститорот, па и советот треба да знае што сака за да продолжиме со некоја работа. Кои мерки, како ќе ги примениме, секако нормално со некоја. Советот е, своето го направи, преку оваа комисија за безбедност, советот формираше проблеми. Значи, и после неколку дописи немам одговор како да продолжам. Так, ме инспириравте за неколку делови. Значи, прво, советот нема ингеренција да дава, нели, за... Нашата ингеренција завршува тука. Иницијатива, предлог, формирање на работно тело, кое што е вака, ќе разгледа проблематиката и ќе даде насоки за понатаму. Потоа се сведува на оделенијата во општината, на секторите во општината и затоа јас мислам дека како резултат на оваа комисија треба да дадеме еден заклучок, посебно до соглед дека општината нема оделение или сектор за сообраќај, до секторот за урбанистичко планирање и проектирање, кои што како инвеститор, нели, во соработка со јавното предпријатие ќе ги дефинираат сите, нели, барања. Јас, апропо на што вие го, нели, зборувате, ќе ги замолам представниците од секторот за внатрешни работи да го своето, нели, во поглед на проектите. Еве имаме долгогодишна соработка со самостојниот инспектор. Каде сметате вие дека општината, пошто констатираме ова е надлежност на општината, уличната мрежа, сообраќајната сигнализација, вашиот предлог, кратко ве молам за тоа, во која насока треба општината да ги промени начините на делување за да осетиме и почувствуваме, нели, малку поинаква ситуација на терен. Благодарам. Да. Добро, јас сум Благоче Богдановски, главен инспектор за сообраќајни работи во оделение за полиција во сектор за внатрешни работи Битола. Почитуваниот господин судија малку начна темата по Законот за безбедност за сообраќајот на патиштата. Значи, членот кој што е надлежен, мислам кој што го одлучува тоа режимите на сообраќај, кој донесува решение, кој дава мислење за локални, за државни патишта. Меѓутоа го заборави да го спомни членот 351, каде што баш ова проблематика за сообраќајно-технички мерки за намалување на брзината на сообраќајот е баш тој член, каде што баш тој член кажува дека на сите патишта баш дека може да се поставуваат овие сообраќајно-технички мерки со одредени модификации, посебно да речеме за магистралните улици, каде што имаме или на улиците каде што имаме почесто движење на возила на јавен градски превоз и возила на брзата помош, каде што не треба да се поставуваат оние континуирани легнати полицајци или сообраќајно-технички мерки за завување на сообраќајот, односно нешто да се примени оние уреди кои што се сега ставени на Васко Карангелевски и на Македонска фаланга, за да можат тие возила без проблем да ги преминуваат и да продолжат со движење. Законот, значи, како што напоменувам, дозволува на сите улици тоа да се направи. Сообраќајните решенија кои што во моментов се на Васко Карангелевски и на Македонска фаланга воопшто не се во ред, затоа што на брзање на општината, за да може да покаже дека сака да мислам, тие се добри, да речеме, во онат кога би имале сообраќајна култура, меѓутоа во овој момент со ова ниво на сообраќајна култура не се во ред, затоа што очигледно е дека возачите, иако реагираат, дајте сообраќајно-технички мерки за забавување, кога ќе дојдат тоа го заобиколуваат и фактички предизвикуваат поголеми проблеми во одвивањето на сообраќајот. Иначе ова решение беше избрано, мислам, најпочитуваниот колега Томе, дека на страната на единиците на локална самоуправа имаше еден бланко сообраќајен проект изработен од сектор за сообраќајни работи во Скопје, баш ова типично решение, каде што секоја општина без да сака да вложува пари, да може да го фотокопира и да го примени на било која улица. Меѓутоа, очигледно е дека ова не е во ред. Решението покажува овој момент дека не е во ред, затоа што, пак ќе повторам, ниското ниво на сообраќајна култура и очигледно е дека ни треба кинески ѕидови
помеѓу различните коловози, оние наменети за спротивни правци на движење, за да возачите нашите во Битола сватат дека не треба да преминуваат полна сообраќајна или не дај Боже дупла полна сообраќајна линија. Да не се повторувам, толку е за почеток, доволно мислам дека како ова. Добро, ви благодарам. Ова значи дека ние не смееме да дозволиме, еве се покажало дека тоа проектно решение носи некој, ќе нагласам затоа што не е комплетно имплементирано на терен со сите елементи, носи некакви негативни ефекти. Тоа не значи дека тоа треба со долг период да се толерира веднаш, треба општината да излезе со постапка за измена на проектната документација, за завршување на проектот, како тој понатаму би бил безбеден, што јас сметам заради тоа што е тоа во оние рамки и ова сообраќајна култура за која што зборуваше инспекторот, во рамките на тоа подигнување на свеста, дека тоа треба да биде некоја задача на Советот локален за безбедност. Па еве, доколку сакате, ќе ве замолам, госпоѓа Сузана, за вашите гледања на оваа состојба и согласно вашите надлежности, посебно во делот на превентивните активности на локалниот совет за безбедност, какви се вашите планови за во иднина. Благодарам. Вака само. Според програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, веќе следните кампањи кои што треба да ги реализираме започнуваат после годишните одмори со месец септември, кога почнува неделата за безбедност на сообраќајот во мојата општина и ќе се реализира една недела или во трајање од 7 дена, а веднаш потоа и организација на активности и промоција на алтернативни облици на сообраќај, она што е познато и во минатите години како Европска недела на мобилноста. Денот без автомобил е исто така во септември, односно имаме 3 кампањи во септември и до крајот на годината 22 е кампањата за подобрување на безбедноста на децата во сообраќајот. Неа можеме континуирано да ја одржуваме во текот на целата календарска година. Меѓутоа, од моето искуство, иначе јас доаѓам од местото извршен директор на Народна техника Битола, во минатото ние како организација заедно со Општинскиот совет за безбедност и СВР Битола сме реализирале голем број на едукативни работилници пред се безбедноста на учениците, првачиња, оние кои што одат во првите денови во училиште. Тоа порано го правевме со СВР, со едукативни кампањи, тие имаја и едно како камионче, држеа предавања, носевме промотивни материјали, наставниците исто така им дававме како да одржат еден наставен час, наставен курикулум. Тоа мислам дека би го спровеле како прва активност уште од месец септември или детално би го изработиле распоредот на активности со кој што се разбира ќе бидат сите информирани, тоа ќе биде транспарентно. Како последна кампања за 2022 мислиме да бидат активности кои што се поврзани со автомото сојузите, со здруженијата на возачи, значи есен технички преглед, сите технички прегледи кои што ги има во нашата општина и во нашиот регион, за превентивна технички преглед, бесплатен се разбира, на учесниците во сообраќајот. Тоа во главни црти се нашите планови во вториот дел од годината. Да, благодарам. Да, повелете.
Значи, за да не испадни дека е некоја црна статистика ова што го разговараме, за да не испадни дека се мора по секоја цена, јас ќе ви кажам на статистика што ја водиме ние во сектор за сообраќајни, мислам во секторот за сообраќај, по оделението за полиција. Значи, во измина само успев за годинава да ги земам подоците, иначе ги имаме за уназад за од 17-та година, мислам континуирано како што се води статистиката. Значи, последниот пешак со смртни последици кој што бил во 2019 година и тоа не на лице место, почина до 30 дена од последиците на случајна сообраќајна незгода. Годинава, значи во месец јуни имаме само 20 пешаци телесно повредени, иначе на 6 месечие 20 тешко телесно повредени, 10 телесно повредени пешаци. Значи тоа не е бројка која што само за Битола, значи кажувам, че бројка на толкав сообраќај, на толкав број на должина на улици, ова ниво на развиеност на уличната мрежа, мислам дека е некоја бројка, секој повредено лице треба се стремиме да биде кон нула, меѓутоа ова бројка мислам дека е некоја бројка која што е во рамките на дозволеното со можност и да се намалува во иднина, затоа што трендовите како што покажуваат, мерките што ги презема Министерството за внатрешни работи пред се сектор за внатрешни работи Битола, укажуваат дека од година во година бројот на сообраќајни незгоди се намалува, така и овој тренд годинава, значи трендот е таков, например само за секторот ќе ви кажам, лани сме имале 70 во јуни, 53 во јуни годинава, значи 17 сообраќајни незгоди помалку од лани, овие што се со потешки последици, значи бројот на овие со загинати, тешко телесно повредени, телесно повредени, тој број се намалува. Значи да не сватиме дека е некоја црна статистика која што треба да се воведи, значи да се воведат интервентно или веднаш, сепак треба да пред училиштата, онаму каде што е тоа дозволено, детски градинки, училишта, болници, меѓутоа дека тоа е некоја веднаш дека треба, значи состојбата, статистиката покажува дека тоа не е така. Апсолутно, да. Веднаш и да сакаме не може, со оглед на тоа како гледаме дека ни се одвиваат и развиваат проектите и проектните активности. Уште на првата комисија за безбедност, овде предложив дека треба да донесеме како совет, согласно член 7 и член 351 од Законот за безбедност, кој што го спомнавте, меѓутоа и член 36 од Законот за локална самоуправа, дека треба да донесеме одлука за развој и регулирање на сообраќајот на територијата, одлука за смирување во зоните на училиштата, меѓутоа, еве и тогаш сум нагласила, со претходна анализа и предлог за воведување на мерки и сигурно дека ниту едно решение во иднина, затоа и се овие работни групи тука формирани, не треба да биде нели нити избрзано, нити пак да оставиме години да поминуваат, да не се реализираат проектните решенија. Овде се присутни, за крај ќе ги оставам представниците на оделенијата и секторите во општината, овде е присутен и Виктор Илиев, сега е член на Општинскиот совет за безбедност, меѓутоа и од граѓанското движење на Точак, кој што долги години нели се бори за правата на велосипедистите. Мое мислење е дека пешачкиот сообраќај, велосипедскиот сообраќај треба да се анализираат заедно. Ние не смееме да даваме приоритет на некој од учесниците во сообраќајот, најмалку на возилата, туку треба да се стремиме нашите решенија да бидат подеднакво нели корисни и да ги опфаќаат сите учесници во сообраќајот. Па ќе ве замолам, Виктор, еве вие од она ваше искуство, предлог некој, па макар и она што постојано нели го како предлози од другите општини, затоа што знам дека на Точак е здружение кое што го има во сите општини, а другите општини многу предначат во однос на Битола во поглед на велосипедскиот сообраќај. Таква е Прилеп, таква е Охрид, град Скопје веќе има 100 километри велосипедска мрежа. Вие сте разговарале со сите локални самоуправи досега, не само со ова и со претходната. Што сметате дека недостасува во тој поглед, а може да биде корисно и работните групи да го предочат пред надлежните за проектирање на ваквите решенија? Благодарам.
Добар ден на сите и од мене. Фала за поканата. Најпрво задоволство да се види во поканата за сите овие тела. Јас не ни знаев дека постои и група за регулирање на товарниот сообраќај веќе формирана. Пред 2 недели слушнавме за велосипедски патеки, така да супер е што веќе некаква динамика се има. Се надеваме дека сите тела ќе почнат да поактивно да функционират. Меѓутоа, еден од главните недостатоци кој што години назад се е присутен, се надевам дека ќе се надмини, еве, барем во работата на овие тела е некоординацијата. Значи се надам дека овие тела ќе бидат малце координирани едни со други и ќе го засилат ефектот во насока на подобрување безбедноста во сообраќајот во Битола. Значи, кога зборам за некоординираност, значи сега зборам овие тела да дадат некој начин поттик и пример и за останатите сектори во општината, бидејќи таа некоординираност најмногу ја гледавме на страна на општината. Затоа што ние притискавме многу често минатите години, меѓутоа кога и да дојдеме во општина, начекувавме различни луѓе кои што на почеток сите ненадлежни беа, подоцна видовне некаква волја по некоја година дека има нешто се сака да се прави, меѓутоа се немаше јасна представа што да се прави. Подоцна се почна некоја иницијатива и се викна сите раководители на сектори во општината и кога сите седнаа на маса и да разговарат што се прави, како се прави, свативме дека тие можеби за прв пат седнуваат на иста маса заедно и тотално се некоординирани и тука видовме дека секој од другиот има некакви очекувања, а општината како целост, како институција имаше многу главно очекување од МВР, односно од СВР. СВР имаше од општината и тога свативме дека тука некаде има или некој не ги разбира надлежностите или не знам, значи не си ја врка работата. Така да во таа насока, значи среќен сум што мината, не знам, година, две, поќе состаноци имаше и преку поинтензивни разговори малце појасни работите стануваат. Гледаме дека фали таа координација, ќе ја има повеќе, меѓутоа ние очекуваме тоа побрзо да биде и да си се преземат одговорностите секој што си ги има. Во поглед на оне што треба се направи, значи прво и основно општината ние не гледаме дека за цел си поставува јасна цел, недвосмислена, да се подобри безбедноста во сообраќајот, како јасна цел и конкретни специфични индикатори кои што ќе ги следи, односно ќе покажуваат на годишно пример ниво дали се движи нешто во насока на исполнување на целта или не се движи. Значи ние не гледаме ни цел да има, ниту индикатори да се следат, ниту некој да ги следи тие индикатори. А тоа би требало да произлези од стратегија, нели, за план за урбана мобилност, кој што беше минативе 2 години, спомнувам повеќе пати, нешто беше направено во таа насока на поттик, меѓутоа ние немаме, значи, општината да имплементира нешто на терен. Да го поврзам со тоа, значи, на терен, што се случува, бидејќи се во го немаме, еве сведоци сме дека се турва асфалт, се трошат милион евра, спомнавме сега, за проектирани улици и гледаме, еве, Солунска, дали стана побезбедна улица, од кога се тури еден куп асфалт. Значи, повторно нема тротоари, а онаму каде има, целосно од почеток до крај се зафатени со моторни возила паркирани. Тоа години, децени се толерира, да речиме. Значи, било која улица, еве, за пример сега таа Зедов ми падна, се движиме нон-стоп по улици. Дали на овие милион евра потрошени од општината, ние сме добиле, односно општината нас како граѓани, ни испорачала зголемена безбедност, а ние како граѓани ќе бидеме мотивирани, значи, бидејќи еве општината ни гарантира поголема безбедност и потрошила средства, ќе бидеме мотивирани повеќе да пешачиме, повеќе возиме точак. Значи, ние не го гледаме тоа на терен. Гледаме дека се турва асфалт, меѓутоа на тоа се останува. Значи, ние очекуваме повисоки цели. Тоа си е окей, за некое друго време може било окей пред 20-30 години, меѓутоа денес не е тоа. Иначе, за мерки за смирување на сообраќај има многу, значи, еве гледаме, значи не се само лежечките полицајци,
Во Скопје на повеќе места почна и подигнати пешачки премини, значи да прават, има опции за ставање за стеснување на просторот кои го преминуваат пешаците со поставување на пешачки остров на средина, односно стеснување на коловозните ленти во тој случај, а стеснатите коловозни ленти делуваат на смирување на сообраќајот, широките ленти на забрзување на брзината. Колку и да имат јака свест преку кампањи кои што ќе ги водиме шоферите, значи самото проширување на коловозни ленти кои што минативе децени се тераше, значи како иницијатива, делува на поттикнување на зголемената брзина во сообраќајот. И други фактори делуваат, нели, се подобри возила се купуваат, што му дава лажна сигурност на возачите дека можат с места да закочат и се ја предвидат, али не се. Значи, реков, друга работа, значи, од кревите на улица, стеснување на улиците. Значи, то делува така, кај нас уште сме далеко од тие мерки, меѓутоа, штом ги ставаме сите тие намасе, ги дискутираме и гледаме дека некои имаме нефункционални во градот, тоа е добра почетна основа да видиме што друго имаме на палетата намаса, за да може да го искористиме. Само криво ми е што то го имате анализирано и постојат истражувања по светот и зошто сега треба во Битола да направиме, да потрошиме пари и да сватиме дека не функционира нештото и сега треба да преправаме. Океј, поарно и да се преправи отколку да се остави сега и да се долговлеква. Се надевам дека примерот со Васко Карангелевски кој го дадовте ќе биде основа и за низ градот, спомнавте 4-5 места нови, дека нема да се оди, нели, научени од оваа грешка, ќе се оди директно со ажурирани решенија. Благодарам, Виктор. Повелете, почитуван судија. Со цел респект на претходните дискутанти, ќе се вратам на еден повеќе годишен, од повеќе години поминал од еден разговор со почитуваниот командир Коран, сега присутен, кај што кога ги дискутирав на овие работи, јас ојдов во својство представник на сите школи и човекот убаво ми рече: не сме дисциплинирани, со исклучоци, не сме дисциплинирани и вистина не сме дисциплинирани. Јас мерката која ја предложив, сега ме побуде и дечкото што расправаше со подигнати пешачки, не мора да биде мерка да речеме сега и одма. Меѓутоа, треба да го имаме предвид фактот дека се работи за деца. И покрај ние како дедовци, баби или родители ги носиме децата, апсолутно тука се води на булеварот и од едната и од другата страна страшно брзо. И покрај секојдневното, да не речам секојдневното, ама и секојдневното, работење на службените лица, кои што постуват кај музичкото, радари, горе радари кај иднина, мислам, сите ме разбирате каде, сепак не сме со исклучителни дисциплинирани. Зошто ја предложив ова мерка? Не мора легнати полицајци. Сега ме мотивира господинот, она со покренати пешачки премини. Зошто ја предложи Васка ова мерка? Поминаа годините кога беше двосмерна улицата и од едната и од другата страна булевар 1 мај. Беше двосмерна, сега е едносмерна. Така да, што рече Томче, ги заобиколува. Да, на Васко Карангелевски ги заобиколуваат, ама имат простор, таа е двосмерна улица. Овие се едносмерни улици, така да нема никаква шанса да заобиколува или да тој ќе мора да намали. Дали ќе биде ова што реков легнати полицајци или ќе биде, како што рече господинот сега, со пешачки премини малце подигнати, мислам дека тоа ќе биде ефикасно. Во однос на дискусијата на починувањето самостоен инспектор по полиција, сега нели кај нас е ова од, како реков, од 2008 година, баш кај овие школи, баш кај наше свето што е дечината, баш тука се случуваат толку опасни сообраќајни несреќи. Затоа би молел, би апелирал до сите вас присутни, да шо побрзо се реши овој проблем. Верувајте, многу е опасно. Сега да излезиме, ќе видите дека иако нема фреквенција на деца кои што излегаат, тука е многу опасно. Затоа реков, ова мерка не ја предложив, и мене ми текна, мислам, за подигнати пешачки премини или
така наречени легални. Зошто? Затоа што веќе сега ова улица кога имаме нов режим на сообраќај, се двете улици едносмерни. Немаме доаѓање на други возила па да заобиколат. Затоа мислам дека ова мерка е најпогодна. И јас сум навистина воодушевен што професорката прва овој проблем не од 2008, не знам од кога, прва го начина овој проблем. Одма ме повика и професорката, одма советот со председателката на советот Даниела, како ли се, одма вика ќе излеземе во пресед, се работи, верувајте, за дечина. Ги носам дечината, ме гледа дека веќе стапив на пешачки, ма нема шанс. Дури има случаеви, кај што ќе кренам на се каодиш, има случаи што еве што сакаш. Катастрофа сме. Пак се враќам на разговорот командниот город, не сме воспитувани, ние не сме сообраќајно воспитувани, али со чести случаи. Зато мислам еве да одговорам и на почитуваниот инспектор, не сега и одмаш, ама септември почнува училиштата, почнуваат. Оваа мерка што предлагам, мислам, моje мислење, бидејќи направив широка консултација со бивши суди, како Шишковски, и други, да не испомнувам, кривичари кои работеа скоро 40 години на оваа материја. Јас работам скоро 40 години на оваа материја, така да ми се сега да ми кажете, еве, полицијава е тука, не кажи така, што знак има, сега веќе ги знам. Нормално. 54 години, пред 54 години се стекнав со право на управување со моторно возило. Па скоро 54 години ќе правам. Скоро 40 години работев, без малку, на оваа материја, со исклучоци во лето или кога работи границка врана. Ми е доволно позната, доволно вложив внимание како, шо, која мерка да ја предложам. Мислам дека ова мерка што ја предложам, или ова која ме начна сега господин, мислам дека нема да има големи, како да речам, негативности во смисол на брзата помош, тоа е најважно, и во смисла на противпажарната единица. Пак ќе речам, ќе повторам, пак ќе спомнам Горан, не сме дисциплинирани. Меѓутоа, затоа се мерките да ги дисциплинираме, посебно да ги заштитиме животите на децата. Нема одредба, еве и 350, нема одредба кај што не се зборува за дечината. Нема одредба. За нас е друго, за нас е подруго. Благодарам, се извинувам. Благодарам, да. Ќе ви дадам збор само секунда и јас се согласувам дека не сме дисциплинирани и токму заради тоа треба, лесно е да, еве сега тука ќе го одржиме говорот или ќе излеземе надвор, ќе одржиме некој преси, некој говори и тука да заврши нештото. Тоа е многу лесно и едноставно. Тешко е сите заедно да се интегрираме и да се договориме и еве вака да побараме решенија и потоа секој од нас да се труди тие решенија да се имплементираат. Така се стекнува дисциплината, со репресија, со превенција, со воспитување, преку проектните решенија, со мерки. Повелете, извинете ве. Значи, морам малку во одбрана на проектантите да излезам. Не се сложувам со дел од дискусите на тука присутните. Значи, лесно е да нафрлиш некој решение, подигнат пешачки и така натаму, си видел ли сум видел, ајде да не доаѓаме во она и се го нафрлиш. Меѓутоа, како проектант, јас како лице од МВР кој што треба да дам сообраќајна согласност, треба да почитуваме законските и подзаконските акти кои што се дадени. Значи, кажав дека има правилник за сообраќајно-технички мерки за спирување во сообраќајот, каде што точно наведени како треба тие да изгледаат. И сега ние можеме да измислиме осумкатница со вртени скали да ставиме, ама тоа не го дозволува законот. Така, значи тоа е едно. Второ, за ширината на улиците, исто така знаеме, значи еден правилник за инфраструктурно планирање, каде што сите улици по класификација се дадени со минимална и максимална ширина. Во Битола и воопшто во Македонија не сум видел некој да искористи максимална ширина, туку минималната и подминималната. А да не зборуваме дека ниту една улица во градот не е изградена согласно класификацијата која што му е дадена, магистрална со 4 сообраќајни ленти со разделно острово, 32 метри вкупна ширина, тротоари, тоа е партизанска улица, 32 метри ширина.
4 сообраќајни ленти, разделно острово, велосипедски патеки, зелен појас, тротоари од двете страни, 32 метри. Ниту една улица во градот не е изградена како што треба, ниту тротоарите се како што треба по правилниците. И сега многу е лесно да излеземе ние само да кажуваме тука вака треба, онака треба, значи треба да се следат некои законски работи. Согласно законот за градење, бе го почитуваниот колега Томеј, значи колега ми е и по факултет и соработуваме, ќе ви кажи дека не може да се значи по законот за градење тие се задолжени да ги следат законските правила и прописи. Не може да одат надвор тоа. Ако нешто е предвидено да биде 3 метра, ќе биде 3 метра. Ние можеме да речеме, ама може 2 метра, тоа може и 2 метра, кој ќе дојдеме кај господинот кога бил судија и тој ќе рече, абе требало 3 метрова да биде, не 2 метра. Ама ние така мислевме, тоа мислење нема. Има законски, подзаконски акти кои што ние треба да ги следиме. И затоа уште еднаш, значи, кога нешто ќе кажуваме, да го кажуваме она што е предвидено во нашите закони и подзаконски акти кои што важат на територијата на Република Македонија, а не нешто сум видел па ќе предложам. Ако тоа го нема, не можеме да го примениме. Можеме ние нешто да предвидиме, да одиме малку, значи во интерес на магистрална улица, ви кажувам, значи не е дозволено согласно правилниците на улици кај што се движат почесто движење на јавен градски превоз и возила на прва помош. Значи не е предвидено да се постават. Меѓутоа најдовме некое решение со овие за да може во интерес пак на тоа да се да пред училиште, затоа што неколку пати од училиштето имаше и до нас и до општината допис да се постават такви работи. Затоа сепак да се задржиме на тие работи. Се можеме да кажуваме, меѓутоа кога ќе дојде да се проектира, треба некој тоа да ги следи законските правила и прописи како тоа треба да го направи. Морав ова професорке да го кажам за да не одиме во некоја крајност околу тие работи. Апсолутно, да, и јас и не сватив дека има некој друга намера, дека сега тука ние ќе кажуваме решенија, напротив, значи сите сме за смирување на сообраќајот, а која мерка ќе се употреби, сигурно дека тоа проектантот ќе го каже. Нити пак некој ги нападна проектантите. Туку ги напаѓаме тие што ги имплементираат решенијата после на терен без да го следат она што проектантот го предвидел во проектот. Така да никој не ги напаѓа проектантите. Сите треба да си ја знаеме работата. И проектантот, и ревидентот, и надзорот, и изведувачот, и општината, и ние како совет, и секторот за внатрешни работи. Никој никого не напаѓа. Не. Мислам малку ќе се извинувам, вака ќе влеземе во дискусија. Значи, законот за безбедност во однос на ова дозволува на постоечка ситуација, каква и да била да се постави, освен оние ограничувања. И тоа законот, членот 348 е поригорозен на важечки детален урбанистички план. Кажете која улица е во детален план изработена во Битола? И кога ние ќе имплементираме сообраќајно решение во Битола? Како што може да се прилагодат и да се изработат деталните планови, кажете кога? Никогаш. Затоа треба некои работи да се кажат. Затоа имаме друга постапка. Затоа имаме друга постапка повелете. Се извинувам вака што не има проблем, да. Меѓутоа затоа имаме други постапки. Ако може само една минута. Јас сето ова го сваќам и со почитуваниот инспектор во интерес да најдеме соодветно решение. И јас кажав поради кои причини ова може да се направи. Неколку образложени причини. Првен, децата, едносмерни улици, местото и така натаму. Меѓутоа, јас ова го кажав и од следна гледна точка. Не гледам ниту една одредба. Еве, нека ми исправат, пошто јас 2014 година заминав во пензија, скоро 70 години. Еве, почитуваниот инспектор да ми кажи која одредба го забранува она што јас го предложив. Која одредба од Закон за безбедност на сообраќајот на патишта? Може има одредби од Закон за градење она, меѓутоа во судир на две одредби се знае предимство на која одредба му се која е поповолна, а поповолната одредба според тоа законот го вели, која е поповолна одредба се применува, а според мене поповолна одредба се животите на дечината, односно на сите нас. Така да би го замолил представникот без да нормално сите дискутираме во интерес на тоа што треба да се најде отвено. Која одредба од Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата го забранува ова? Може има некоја нова, јас ќе одов кажам пензија величина. Јас мислам дека бев доволно јасен.
дозволуваат 351 да се постават на постоечка ситуација без никаков проблем. Значи треба да се направи само сообраќајен проект, за траен режим измена, ревизија, да дојде на мислење во СВР, да дајме мислење. Сам дека бев јасен дека тоа дозволуваат сега. Не знам колку пати да тоа да тука сме да го поставиме проблемот. Значи поставуваме диагноза. И сега треба секој во рамките на својата надлежност, ингеренција како работна група од локален економски развој да видат докаде се тие проекти, дали се обезбедени средства, од оделението за урбанистичко планирање, дали се влезени во програмата, дали се добро опфатени сите елементи на проектот и да ги бараме решенијата. Паралелно, Општинскиот совет за безбедност преку својата надлежност во рамките на пак Законот за безбедност 365 членот, еве јас на него ќе се повикам, имаме формирано училишни сообраќајни единици, да работиме со тие училишни сообраќајни единици, со раководителите, со дечињата, значи во насока на подигнување на свеста, затоа што пак ќе се вратам на она што го кажа судијата и командирот Горан, немаме дисциплина. Значи затоа сите преку своите надлежности ќе се потрудиме да влијаеме и на свеста, меѓутоа и на свеста на носителите на одлуките во општината за подобрување на состојбата на уличната мрежа и се во рамки на одредбите и нормите кои законот ги дозволува и со кои ќе се согласи секторот за внатрешни работи. Мислам дека е тоа нешто што како заклучок треба да го извлечеме, ќе го допиете сите присутни, дали ќе вемувам представниците од општината, сакате збор, повелете. Јас ќе почнам со прашање вака. Според генералниот категоризација, ете булеварот го спомнавте, магистрална улица, дали сме да има паркирање таму? Благојче? Јас да ви одговорам? Да. Значи, Дали на Филип II Македонски сме да има паркирање? Не. Дали на Мурато? Не, знаете која ми е идејата? Која ми е идејата? Треба да се чепли генерал. На генерал. улична мрежа не е дозволено паркирање. Тоа е тоа. Значи, истиот проблем го има и Иван Милутиновиќ или Филип II Македонски, таа е исто магистрална и собирна Димитар Илиевски Мурато. Значи имаме паркирање на лице место, а по генерален и по категоризација не сме да има. Решение да се тргнат, пример, да се пушти две категоризации подолу, може од едната страна да има паркирање, од другата страна да има велосипедски во двете насоки. Значи то го има решение сега и во Прилеп го гледаме во Охрид, со тоа што ќе се одземи една лента од коловозот, со самото одземање и се намалват бројот на ленти и се смирува сообраќајот. Значи морам да те преправам за Прилеп. Каде во Прилеп? Кај имаш видено таму? На коловоз сообраќајни ленти. Морам да те поправам. Од едната страна го остаја паркирањето, од другата, например, еве кај нас долу, кај Димитар Илиевски Мурато. Ние што направивме сега? Поправам уште на почеток, тоа сообраќајно решение нема согласност од МВР. А паркирање сме и да има. Значи во моментов ти ме прашуваше за Прилеп, ти кажувам дека тоа сообраќајно решение нема согласност од. Еве нудам јас решение за Димитар Илиевски Мурато. Од едната страна има паркинг, од другата пак почнавме да некој даде, пак се паркира и се наплаќа. Во интерес на јавното претпријатие за паркинзи да зема пари. Зошто таа лента од таа страна не се направи велосипедски од двете страни, со тоа што ќе се одземи таа лента и ќе на самиот коловоз, еве, самото се нуди решение смирување на коловозот со одземање на лентата. Истиот случај, јас го предложив и Васко Карангелевски горе. Значи, ако има велосипедски на самиот коловоз, лево и десно, се намалва една лента, се смирува сообраќајот по автоматизам. Исто не мора лежечки полицајци, како што го имаме сега, со рабни делинеатори, се
што се поставуваат странично на сега поставените, таму се решава проблемот сега што велите дека возилата одат цик-цак лево и десно. Значи треба да се генералниот план. Така, ајде да прекинеме. Значи само во Македонија може магистрална улица предвидена, значи една од прстените на градот да биде предвидена, да му се одземи сообраќајна лента, да бидат велосипедистите на коловоз. Тоа јас го имам видено само во Македонија и никаде во ниеден законски акт или закон не е предвидено. Ако мислите сега да дојдеме тука да се надмудруваме, ќе ви кажам дека убаво е напишано во правилникот за инфраструктурно планирање каде и како може да се изградат велосипедски патеки. И тоа, прашајте ги во вашето јавно предпријатие за просторно и урбанистичко планирање, ќе ви објаснат дали смеат да направат проект за инфраструктура спротивно на правилникот за инфраструктурно планирање. И затоа ќе ве молам, значи сега овде ако мислиш дека сум на испит, прашувај ќе ти одговарам. Да, не, во ред, благодарам на Нели. Јас ја разбрав вашата намера, меѓутоа денес не сме тука за да даваме решенија, денес сме тука да извлечеме еден заклучок дека треба сите заедно, конструктивно, снимката од оваа комисија за безбедност, заклучокот да го дадеме на раководителите на комуналното оделение, така, мислам дека така гласи точниот назив, на оделението за локален економски развој и на оделението или секторот за урбанистичко планирање и проектирање. Секој ви благодарам многу на вашиот придонес денес. Се надевам дека и во иднина ќе соработуваме во рамките на овие работни тела и дека овие работни тела ќе успеат да ја остварат својата функција. Нема да се изгубат ингеренциите низ повторно оделенијата и секторите во општината, меѓутоа едно е јасно денес, дека на сите ни е развиена свеста, дека алармот во Битола е подигнат и во овој момент алармот е подигнат затоа што хоризонтална и вертикална сигнализација нема. Така па ако сега почнуваме да дискутираме кој член, кој закон тоа го опфаќа, тогаш не знам кој ќе ја сноси одговорноста и безбедноста. Едно е јасно и ви благодарам за присуството. Алармот е вклучен на Битола и треба многу работа во поглед на смирувањето на сообраќајот и воопшто сообраќајот, безбедноста и сигнализацијата и безбедност за сите учесници во сообраќајот, која што верувам преку овој нов состав на општинскиот совет, со поддршка на секторот за внатрешни работи и со добра работа на општина Битола преку секторите и преку оделенијата, преку ваше влијание кај вашите раководители, дека ќе успееме да продолжиме да ги поместуваме работите. Почнато е поместувањето, меѓутоа се надевам дека ќе продолжиме да ги поместуваме нештата, ќе почнат да се имплементираат проектите, затоа што пак ќе повторам, овај 1 милион евра приближно што е потрошен за проекти и тие проекти ги нема на терен, не е во ред, не е дозволиво. Па ева видете. 2.767.422 денари само за 21, 20 и 19. Ама, ова е само за сообраќајни проекти. Каде се студиите? Значи, да, приближно, значи, добро, и 1000 евра, и 10.000 евра, така се средства на граѓаните. Добро, да се исправам, 100.000 евра за проектна документација. Каде се? Значи, некој треба да сноси одговорност за исплатливоста на проектите. За тие проекти се платени средства за граѓаните. И 100.000 евра
не се исплатени, не ги гледаме на терен, децата ни се уште небезбедни, се уште имаме жртви во сообраќајот, не зборувам политички. Најмалку што сакам е да го исполитизираме ова тука. Зборувам од името на граѓаните. Овие барања, ова барање кое што го пренесе господинот, другото барање кое што беше на дневен ред, се однесува на улица Студенска и од две страни дадено. Милионите барања кои што секојдневно ни стигнуваат при средби со граѓани, не се политички прашања. Зборуваме во името на граѓаните. Дали некој уште ве молам сака збор, повелете. Во однос на улица Студенска би ве замолил да се собериме некогаш, ама само работното тело, без комисија за безбедност, без ништо да разговараме, пошто е многу сложена улица, 5 метра, немаме две ленти за движење и Сигурно дека исто ќе дојдеме како со булевар, како со другите решенија, само декларативно го решивме, а не ќе можам ни во проект да го ставам, не ќе може ни полиција да го одобри. Значи треба малку и постручно, јас и испечатив нешто денес, ама веќе нема услови овде за таква дискусија. апсолутно се согласувам. Значи само работното тело што ќе биде задолжено за Така, и проектирањето, почитуван проектант Томче не треба да заврши со она што вие како решение го замислувате. Туку проектирањето проектното решение треба да биде ставено на некое јавно мислење. Затоа оваа работна група, затоа е тука советот, затоа се тука да го видат и да го одобрат. И ако зборуваме за проектните решенија, таков е патот. И затоа сме тука и како работни тела една постапка во процесот на проектирање да воспоставиме. Од она што го имаме како барање до последниот проект. До кога ќе излези. Денес не можеме стручно да разговараме, можеме општо да разговараме. Нити пак интенцијата беше. Јас барам беше уште еднаш да се собереме за стручно да го... Апсолутно, нити интенцијата не ми беше денес стручно да разговараме или да се прашуваме, не, апсолутно. Интенцијата беше ние како повремени работни тела, како постојана работна група во Советот со представници на институциите, надлежни во овој момент за прашања од областа на безбедноста, да завземеме став дека сите наши мислења треба понатаму да ги проследиме во општината и да се постапува по однос на овие барања на граѓаните. Благодарам. Ви се извинувам што може би одзедов повеќе од планираното време. Ќе бидеме постојано во контакт и верувам дека ќе ја имаат својата функција овие работни тела. Благодарам.